Добар ден, почитувани новинари, представници на медиумите. Ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција. Темата на оваа денешна изјава е одржувањето на седницата на меѓувладината мешовита комисија за заштита на националните малцинства помеѓу Република Северна Македонија и Република Хрватска. Причината поради која го свикуваме овој брифинг за медиуми е да ви информираме за овој важен билатерален состанок, за неговото значење во контекст на заштитата на малцинските права и за нашата заложба кон европските стандарди во оваа област. По завршувањето на изјавата ќе има просто за ваши прашања, но ве молам истите да бидат во насока на темите од оваа денешна изјава. Оваа комисија, меѓувладина мешовита комисија за заштита на националните малцинства помеѓу Република Северна Македонија и Република Хрватска е формирана врз основа на спогодбата потпишана во 2007 година во Сплит. Повеќе од една деценија представува стабилен и функционален механизам за диалог меѓу двете пријателски држави. Таа е доказ дека билатералната соработка може да биде конструктивна, партнерска и насочена кон конкретни резултати. Заштитата на малцинските права не е само правно прашање, таа е огледало на демократската зрелост на една држава. За нас, мултиетничноста е дел од нашиот идентитет. Ние сме општество изградено врз принципите на соживот, толеранција и почитување на различностите. Грижата за националните малцинства и кај нас и во странство е наша стратешка определба. Ова е особено значено во контекст на нашата европска агенда. Процесот на пристапување кон Европската Унија не е само економски или политички проект, тоа е прашање на вредности, а почитувањето на малцинските права е еден од клучните индикатори за владење на правото, за демократскиот капацитет и за институционалната подготвеност на државата. Таа покажува како европските стандарди се применуваат во пракса, не преку декларации, туку преку конкретен диалог, партнерство и реципрочен пристап. Ова е модел кој може да послужи како пример и за други билатерални односи во регионот. Дозволете ми во оваа прилика отворено и искрено да ја поздравам Република Хрватска за досегашниот третман на македонското национално малцинство. А што конкретно значи тоа? Хрватска обезбедува поддршка во образованието за нашето малцинство, од изучување на мајчиниот јазик до пристап до образовни ресурси. Постои институционална отвореност кон потребите на заедницата. Македонското малцинство има медиумска застапеност и можности за културна афирмација. Овие политики се во целосна согласност со европските стандарди и заслужуваат високо признање. Хрватска за нас не е само сосед и партнер. Таа е земја членка на Европската Унија, која покажува како членството се рефлектира на внатрешните политики, особено во сферата на човековите и малцинските права. За нас тоа е важен извор на искуства и добри практики, од кои учиме и кои сакаме да ги применуваме. Но партнерството е двонасочна улица, затоа сакам јасно да нагласам. Ние сме цврсто определени кон реципроцитет. Нашата политичка волја е недвосмислена. Ние сме посветени на континуирано унапредување на положбата на хрватското национално малцинство во нашата земја. Тоа значи подобрување на институционалната поддршка, зајакнување на образовните можности, поддршка на културните активности и зачувување на идентитетот, обезбедување медиумска застапеност и видливост на заедницата. А што очекуваме од денешниот состанок? Очекуваме отворена и конструктивна дискусија, очекуваме размена на информации за актуелната состојба и за предизвиците со кои се сочуваат малцинствата и очекуваме формулирање конкретни препораки кои ќе овозможат на тамошен напредок. Секој ваков состанок е можност да ги зајакнеме односите меѓу двете земји, можност да покажеме дека диалогот функционира и можност да додадеме дополнителен импулс на нашата заедничка европска иднина. Ние сме две пријателски земји со долга традиција на соработка. Денешниот состанок е уште една потврда за таа соработка. Соработка која се гради на взаемно почитување, на заеднички вредности и на искрена желба за напредок. Ви благодарам за вниманието. Сега би сакал да му дадам збор на господинот Милас, кој е секретар на Државниот уред за Хрватите во дијаспора. Hvala lijepo. Dobar dan svima, sve vas pozdravljam i izražavam veliko zadovoljstvo što sam sa hrvatskom delegacijom Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu manjina u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji ponovo u Skoplju.
Ono što je meni najvažnije to je da kontinuitet koji imamo u zadnjih 8 godina u održavanju sjednica i dalje održavamo i to pokazuje usmjerenje vlada obiju država da žele promovirati, unapređivati zaštitu manjina kako makedonske u Republici Hrvatskoj, tako hrvatske u Republici Sjevernoj Makedoniji, ali i proširivati bilateralnu suradnju. Siguran sam da će preporuke koje smo donijeli na zadnjoj sjednici u Zagrebu i uputili vladama, ali tako isto i vjerujem danas koje ćemo donijeti i usuglasiti na 7. sjednici, doprinijeti još boljem i kvalitetnijem životu i njegovanju svih onih vrijednosti koje naši sunarodnjaci osjećaju potrebnima da bi mogli živjeti osjećaj da i pripadaju narodu kojem pripadaju bez obzira na države u kojima žive. Želim s ponosom istaknuti kako Republika Hrvatska doista makedonsku manjinu drži visoko zaštićenom u kontekstu manjinskih prava, jamčim to svojim ustavom i vjerujem da ćemo isto tako doživjeti jednog dana da Hrvati u Makedoniji, a da je tomu tako, vjerujem kroz izjave najviših makedonskih dužnosnika i kroz pozitivne pomake koje smo doživjeli u proteklih nekoliko godina, siguran sam da ćemo zajedno raditi na tome da i Hrvati dobiju sve ono što im je potrebno, da budu definirani primjereno kao nacionalna manjina i siguran sam da će to prilikom prvog otvaranja Ustava i promjena Ustava u Republici Sjevernoj Makedoniji biti i riješeno. Želim zahvaliti Republici Sjevernoj Makedoniji i najvišim dužnosnicima na osiguranju prostora, dakle onoga što je najvažnije kako bi Hrvati mogli provoditi aktivnosti kojima će moći njegovati očuvanje i razvijanje i kulturne baštine i učenje jezika, dakle hrvatskog identiteta i siguran sam da uvjerenja koja sam dobio da će uskoro biti riješena oživotvorenjem prostora u kojem će se moći nalaziti, koji će biti središte Hrvata u Makedoniji, ali rekao bih i prostor u kojem će dolaziti prijatelji hrvatskog naroda. Središnji državni ured u svemu što radi i dalje će biti kao i druge institucije Republike Hrvatske u potpori Hrvatima u Makedoniji. Naš rad bit će usmjeren na projekte, na programe koji će im omogućiti da još bolje i još jače očuvaju i razvijaju sve ono što im pripada po vrijednostima koji idu prema hrvatskom narodu. Usmjereni ćemo biti na rad sa djecom, sa mladima, jer sve ono što želimo da se povežu sa matičnom domovinom, želimo da razvijaju u sebi osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu, samim tim da uče jezik, da otvaraju u sebi potrebu da dolaze u Hrvatsku, da vide što to je domovina njihovih majki, očeva, njihovih baka i djedova i siguran sam da ćemo tu nailaziti na prijateljsku suradnju prijatelja iz Makedonije, vlasti i svih onih koji će moći doprinijeti da doista sve ono što je važno, a i danas se nalazimo zbog njih, manjina u Hrvatskoj, dakle makedonska, odnosno u Sjevernoj Makedoniji Hrvatska može doista živjeti životom, dakle kao lojalni građani država u kojim žive, ali da pritom imaju sve ono što im je važno za njegovanje vlastitog osjećaja pripadnosti narodu kojem pripadaju. Želim još jednom zahvaliti na održavanju današnje sjednice svima koji su doprinijeli, svoje veleposlanici u Republici Sjevernoj Makedoniji, gospođi Nina Stiganj, ali i svim kolegama koji će danas zajedno s nama, siguran sam, iznijeti preporuke koje trebaju biti realne, koje trebaju biti provedive, dakle koje možemo oživotvoriti na korist svih onih zbog kojih smo danas ovdje. Hvala lijepo. Jaz imam nekoliko vprašanja врзани со темата. Почнам со вас, господин Милас. Споменавте дека реципроцитетот за почитувањето на правата на хрватите во Македонија ќе го чекате со отварањето на уставот и со влегувањето на хрватите во уставот како признаено малцинство со уставот. Што ќе направи Хрватска за да се забрза тоа? Бидејќи една од ретките земји на Европската унија заедно со Словенија кои доколку се отвори уставот ќе бидат дел како малцинство во оваа земја. Дали нешто се прави на тоа поле или дали доколку нема ќе го забрзате тој процес на барање на некои од правата кои ги уживаат македонците во Хрватска да биде како реципроцитет уживање тука на хрватите? Ако се добро разумије ваше питање, говоримо о промjenama Ustava u Republici Sjevernoj Makedoniji, samim tim i prilikom da Hrvati budu primjereno definirani, dakle kao hrvatska nacionalna manjina u Makedoniji. Imamo dakle već nekoliko godina, rekao bih, uvjeravanja najviših makedonskih dužnosnika, nemamo razloga dakle da ne vjerujemo u to. O tome su razgovarali i predsjednici naših vlada, o tome razgovara i naši diplomatski, dakle naša diplomacija i ja sam siguran da će u vremenu u kojem se to bude dogodilo, a nadam se da će to biti što skorije, samim tim biti Hrvati kao
kao hrvatska nacionalna manjina definirani i taj pravni korak, to utemeljenje da će im priliku za još jaču, rekao bih, i bolji status u položaju u Sjevernoj Makedoniji. Да буде мало јаснije onda. Моje питање е било šta će Hrvatska napraviti da se to malo ubrza i da li može da se ubrza ili će nakon dužeg perioda se ništa ne pomakne, onda tražiti ipak reciprocitet u to što uživaju Makedonci u Hrvatskoj, a da uživaju Hrvati u Makedoniji. U Hrvatskoj žive 22 nacionalne manjine i Hrvatska doista može biti ponosna na to da svim tim manjinama, dakle svih 22 imaju ustavom zajamčena prava i kad govorimo o reciprocitetu, taj reciprocitet nije samo s Makedonijom, nije samo ovdje. On je već davno po nekakvim, rekao bih, navadama trebao biti riješen. A Hrvatska će učiniti ono što čini i do sada. Prijateljsko, dakle, podupire Republiku Sjevernu Makedoniju u svim njenim nastojanjima. Rekao bih da ima izvršnu bilateralnu suradnju na svim poljima, od gospodarskog, političkog, pa se nadamo da će i ovaj, koji govori o pravima i zaštiti nacionalnih manjina, kako jedne, tako druge, biti riješen, a ako bude trebalo pomoći u tom smjeru, sigurno da ćemo tu pomoć rado pružiti. Прашање до двајцата, дали знаете колку македонци од 2020 да земем бројка се иселени во Хрватска, која е нивната бројка и колку се сезонски работници, например, регистрирани во Хрватска минатата година од Македонија? Дали и во двете држави се познати тие бројки? Слободно. Pa to ne znam. Dakle, ja znam da ja brinem, moj ured, brinemo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a koliko živi Makedonaca, možda bi neki od mojih kolega mogli reći, ali mislim da ih ima preko 3000 u Republici Hrvatskoj. Koliko ih radi i koliko dolazi sezonski, mislim da i dolazi dobar broj. Otvorena su im naša vrata, dakle sve ono što možemo učinit ćemo da ti ljudi mogu raditi i da za taj svoj rad budu adekvatno plaćeni, a naša suradnja će biti, rekao bih, i dalje onaka kakva treba biti između dviju država koje su i do sada imala, siguran sam, suradnju kakvu treba imati ne samo u zaštiti manjina, nego, rekao bih, u cjelokupnim odnosima dviju država. Најголем дел од македонците кои што патуваат или одат да работат на хрватското приморје се сезонски работници. Од тие причини не може да има податоци ниту Република Хрватска, ниту Македонија. Во однос на иселени, веројатно тоа е тренд во изминатиот период, меѓутоа тоа не е голема бројка. Ќе видиме според новиот попис кој што ќе го направи евентуално Република Хрватска, не знам кога им е пописот, но оние бројки што ги кажа господинот Милас, тие дека има околу 4000 македонци кои што живеат во Хрватска трајно, но јас претпоставувам дека со сезонски работници, со студенти кои што се тамо, дека има можеби неколку десетици илјади, но тоа се сезонски работници, повторно да кажам. Трајно иселени, нашата агенција за иселеништво се уште ги прибира податоците, немаме таков тип на бројки кои што можеме денес да ги соопштиме. Имам уште две прашања, ако ми дозволите. Едното е накратко. Прво да ми дозволите докаде акцијскиот план за малцинските права до процесот, бидејќи нели беа дадени забелишките, како ќе се разгледуваат, кога ќе се усвојуваат, и второто прашање поврзано со вчерашната изјава на претседателката, поврзана со евроинтеграциите, ги споменавте дека е тоа дел од нашиот европски пат, дека Македонија треба да се абстрахира од измислениот пат кон Брисел, од измисленото пристапување кон Брисел. Дали нашето пристапување е измислено? Во однос на акцијскиот план за малцинствата, како што ви е познато, во декември месец се одржа состанок на кој што беше изложен, фактички беше изложен акцијскиот план пред сите здруженија кои што фактички представници на етничките заедници во Македонија, и тие ги истакна своите забелешки на акцијскиот план. Тоа е наша обврска од преговарачката рамка, како што ви е познато. Република Македонија направи навистина големи напори да вклучи европски експерти, имавме европски експерти кои што помагаат да го изработиме акцијскиот план, и тоа е текст кој што навистина е по сите стандарди, се однесува нели на прашање на антидискриминација, на говорот на омраза, на едукација, образование и заштита на малцинските права, на малцинските заедници кои се фактички под 20% во Република Северна Македонија. Од колку што ми е познато, во моментов се одвиваат прибирањето на сите забелешки. Мислам дека ќе следува еден период сега поинтензивен
на завршување на акцијскиот план за правата на малцинствата и заедно со патоказот за владење на правото, бидејќи тоа е дел од патоказот на владење на правото и другиот патоказ за реформи на јавната администрација, ќе бидат предадени во Брисел. Се обидуваме, односно ги правиме напорите на вистина да ги во акцијскиот план да бидат несени сите забелешки кои што се рационални и кои што можат да придонесат за унапредување на правата на малцинствата во Македонија. Во однос на вашето второ прашање, јас сепак не би ја толкувал председателката, не можам да разберам во каков контекст и што точно изјавила, иако читав медиуми, се разбира таа ќе треба да објасни што точно мислела, меѓутоа во секој случај ние остануваме цврсто определени кон евроинтеграциите, нема Македонија друг пат. Значи, нашиот европски пат е недвосмислен и безалтернативен. Тоа можам да го соопштам во име и на Министерството за надворешни работи, меѓутоа предпоставувам, односно сигурен сум и на владата, исто мислам дека го мисли и председателката, но сепак таа треба да објасни во кој контекст ги дала своите изјави. Значи, остануваме цврсто определени на тој пат. Интензивно сега работиме на завршување на сите реформски закони во овој грейс период кој што го имаме од 6 месеци да ги завршиме сите и нашето европско досие да биде чисто во таа смисла и да останат овие прашања што се уште ги имаме за како пречка за почеток на нашите преговори за членство.